Селото Пчиња го носи називот по истоимената река која минува низ селото, доволно говорејќи дека тоа е распослано околу плодната рамница на двата краја од речното корито. Кога ќе се помине центарот на градот Куманово, се тргнува по општинскиот пат, кој за околу 10 минути возење со кола ќе ве однесе право во селото. Првите куќи се гледаат уште од патот и налик изгледа мала, но Пчиња не е мала. Брои од 250 до 280 куќи или скоро 1000 жители и е едно од поголемите села во Кумановско. Селото датира од 14 век. Во турскиот дефтер се споменува под името Ипшиња, во кој имало 55 семејства и 55 неженети, односно во тоа време броело 205 жители. Но овој податок не се смета за меродавен затоа што во тогашно време жените не се попишувале. Пред 19 век селото било распослано само на левиот брег од реката, но во 1912 жителите се преселуваат и на десниот брег. Старото село се наоѓало во местноста наречена Црквиште, на запад од сегашното село. Од првите најстари куќи нема никакви траги, бидејќи истите биле градени со многу слаби материјали, покриени со трска и слама, кои повеќе личеле на колиби. Еден запис вели дека во март 1895 година половина од селото изгорело во пожар со 25 куќи, заедно со плевни и амбари со жито. Преданието вели дека од населбата која била блиску до патот, населението избегало и се засолнило во долниот дел од клисурата поради зулумот на турските војници заптии. Еден дел од тогашното село по протерувањето на турците повторно се преселило од десната страна на Пчиња, познато како Прекуречани. Пчиња е село кој датира од 14 век, во кое што моментално има околу 1000 житела, 250 до 280 куќи има. Селото Пчиња е старо село, чисто село, македонско село, сите се староседелци. Претежно живее православно. Така, да. Сите се православни, значи само сите куќи се македонци, како да кажам, православни. Така да Пчиња е село, постарите села во општина Куманово, што се уште живее, во кое што има доста млад свет. Пчиња првите фамилии се брњарци, босневи, исповедници, сушичани. Тие датираат од 18 век, што памтиме, нешто знаеме. Карактеристика за селото е мостот кој ги поврзува двата краја од селото. Стариот мост бил дрвен, изграден за време на тогашна Сојузна Југославија во 1935 година, кој 5 години подоцна бил направен со бетонски конструкции. Подоцна била изградена и амбуланта и пошта, а со тоа Пчиња станува центар на околниот регион, при што истите ги користеле жители од околните села. Со блага медитеранска клима, која по точинието на реката доаѓа од Егејското море, дозволува одлични климатски услови за живот. Со благи зими, прекрасни пролетни денови и топли лета, Пчиња е атрактивно место за сите, од најмладите до најстарите. Плодните ниви посејани со жито, сончоглед, градинарски култури нудат можности за убав и пристоен живот во селото. И не само плодната земја, селото е добро инфраструктурно поврзано со градот и околните села, што дава уште една можност за екзистенција
и задржување на тлото на родната земја. Структурата на денешното население е различна, од деца возрастни до највозрастни жители кои на стари години не се откажуваат од родната авлија и излегуваат да чепнат помалку во родната земја. Но селскиот живот денеска се разликува од некогашниот. Постарите жители се сеќаваат на времето кога биле деца, во младоста, кога основале семејство. Други биле приликите и можностите во минатото, па и немало многу избор. Тогаш, за разлика од денес, раскажува нашиот соговорник. Во времето кога живеел тој, се слушале постарите и било важно да се закути куќата, да се стане домаќин. Но како што вели и самиот, горте што оваа традиција принел на своите синови и ќерки, па и на своите внуци, а може ако дочека и на своите правнуци, низ шега вели 80-годишниот староседелец на Пчиња. Кога се ми женимо, гледаше имање кој има овце, краве, земјоделие, единакде тржило се тако повише. А имале девојку постаро, да биде домаќица, не имале млади девојчиња. Постара 2-3 години, кога ќе дојде да знае да работи, да меси, да пере, земјоделска работа се. Тие ги такво било по тој пат. А вашата невеста од каде е кога вие се женевте? Моја невеста е од Јачинце. Горите там, некој клечат, више njega Јачинце там била. Од тут съм се женија. Како дознате за неја? Јас се жени с намерника. Намерник од наше село иде. Има едно дете опчиња да се жени. 17 години има, младо е, поштено, мирно. Намерник такој малку да беше трафен. Ако се сакате, да се, нека дојде на пазар у Куманово, да се гледа. Отиде ја да се гледам девојку, срам ме надо да гледам, она постара поизвежбана, гледам, постара 3-4 години од мене. Па да биде домаќица да меси, а много девојче да меси, не знае. Што знае овие ништо не знае. И после како животот со невестата? Со невестата се живимо добро. Некој им бу обетни, ја малку чувству. Па ја не се кози, па она трае. И смо имале добро слово. Имамо деца две, едно девојче, едно мушко. И после више не чувам никаде. Добро, како сакаш ти, како речеш ти. Тако се стојаме. Убаво е да се живее овде, додаваат и други жители. Здравата храна, чистиот воздух, селската идила се главната карактеристика на селскиот живот. Со ништо не може да се заменат спокојните и мирни денови поминати на село за разлика од градот. Во Пчиња, ако не најавена, нашата екипа беше пречекана домаќински. Расположени во добра атмосфера, регистриравме едно селско семејство каде на маса беа соберени 3 генерации. Со добра трпеза, чашка и муабет во прекрасно уредениот двор во прекрасниот Летниковец, на чист воздух пиркаше топло ветерче, а нашите гостопримливи домаќини има и понешто интересно да кажат. Еве зошто е добро да се живее тука. Ако изработиш, ќе имаш. Ако седиш овако со скрстени руки, нема ништо. Супер проведе денот. Снашка ручек прави, кафе направи, принесе, вкусно си, пино си. Ако имам тело да може да одговору, да улегну, да сработу нешто, ќе улегну. Ако не, кревет се фату, па се одмарам. Мамо, дојди кафе да пиемо, мамо, дојди сок ќе си пала. Но тој треба да бидеме благодарни. Све готово, не ли е тако?
Се шетате ли доле до реката? Како? Да, шетам. Имам пара унуку, до njum си иду, кад ми текне така. Љубоморен народ, нема многу слога. Искрено да кажам. Треба ли да се повеќе луѓето зближени, сплотени во овие тешки Би времена? требало, зашто да не? Не само с комшии, и с роднина, и за сви да се помага. Ами, едно мајцу ако облечу, да речу, по-нову, комшика едно ќе ми пушти мобе. Те го променила се, дотерала се. Зашто сме се променила? Пак буде чичу на пазар со 100 денара и она ќе се промени. 2 сина имам, 2 снашки имам, 4 унука. 2 мушки, 2 женски. И пара унуку имам. Ако треба и име да кажу, кој ја збори, Горда ли сте на ова што се го доживеа? Бога ми гордеја се, зашто да не. Ако не со вие деца покрај мене, овој ќе го немам над мене. Една баба ќе скрсти руки, потоа сливче, ќе се згрчи, ќе седи, студиво ќе улегне унутра, а со деца глеј софра пуна. Во оваа семејство, иако на наше инсистирање немавме многу среќа со младите, не сакаа да зборуваат, но затоа пак за муабет расположени беа жените. Па тука сум 28 години, откако сум дојдена во општина. Па животот релативно не можам да се пофалам да е нешто најдобро, али мислам дека пас се живее. Има доволно младо население тука, живеат релативно добро, али веќином се бават со земјоделие. Нема многу, како да кажам, луѓето да, индустрија воопшто нема тука во селово, повеќе со земјоделие, сточарство и така со тоа се занимава. Со оглед на тоа што кажавте дека овде сте скоро 30 години, дали се промени нешто за овие 30 години во селото? Навиките на луѓето, менталитетот, вие кога дојдовте невеста овде во селото, како беше па како е сега, еве имате и сна? Да, имам сна и како да кажам, па во однос на тоа, кога сум дојдена, до сега релативно има нешто подобрување. Кога дојдов, тие години се занимававме со земјоделие, да. Па да кажам, пред 8 години се занимававме. Имавме и земјоделие, работевме и сточарство, крави имавме. Како може да се смести пчиња во богати или во сиромашни села? Па можам да кажам во однос на други весела може да се каже дека во богати. Може да се каже. Али па не би рекнала, па ипак. Али во однос на други села може да се каже по богати. Еве имаме пат, имаме канализација си имаме спроведено ние, водовод си имаме лично ние, можам да кажам дека немаме никакви донации и нешто друго, едино само патот што не е направен од Може би и близината на селото, десетина километри. Да, близко е, за близко е, за 15 минути тука се град, село, тука се луѓето може да дојдат. Инаку најстарата градба во селото е црквата Света Богородица, која е изградена во 1869 година. Но на иницијатива на местното население среде село се гради нова црква која наскоро ќе биде завршена. Во селото, како што напоменавме, има прилично младо население. Па младиот селски поп изјави дека со нетрпение очекува токму овде што повеќе двојки да венчава, но и да крштева многу дечиња. За православниот живот во селото Пчиња говори самиот факт што пред 4 години граѓаните на село Пчиња решија да започнат изградба на нова црква. Црквата е посветена на Вознесението Христово, односно Спасовден. Овој празник е славен од секое домаќинство во ова село. Моментално божествените служби, односно светата божествена литургија, се извршува во црквата посветена на Пресвета Богородица, но за жал бројот на присутни верници не е многу голем, но постојано се зголемува и тука не губиме надеж дека тој број ќе се намали, туку рековме нели постојано се зголемува
и со завршувањето на ова црква се надеваме дека религиозниот живот уште повеќе ќе заживе и ќе има уште поголема посетеност од жителите на село Пчиња. Моментално црквата Свети Спас, изградбата на црквата Свети Спас е во прекин поради собирање на финансиски средства за сликање на фреските. Но со голема поддршка од граѓаните, од жителите на село Пчиња, се надеваме дека црквата во побрзо време ќе ја завршиме. – 80% од учениците во подрачното училиште браќа Миладиновци се од Пчиња, или некаде околу 150 деца. Останатите се од околните села Студена Бара и Вакав. Во селото има и спортско игралиште на кое секоја вечер младите се собираат и играат фудбал. Но нашата камера регистрираше млади кои несебично помага и на своите родители во нивите. Голем дел од нив уште од мали нозе знаат да возат трактор и да управуваат други земјоделски машини. Таков е селскиот живот, велат Пчињани. Добро е, има се. Имам 20 години. Младите најчесто што прават, еве да кажеме, кога се слободни околу село Пчиња? Па играат фудбал, ракомент. Има ли услови? Па има се. Село Пчиња може ли да се каже дека е богато или сиромашно? Па средно развиено село е. Колку млади луѓе има на твоја возраст? Па на моја возраст има 20 млади, значи и нешто више, но претежно помлади, значи под 15 години многу потешко, значи. Така. Помалку. Така, кажи ми, на пример, доколку сакате да останете овде во Пчиња, има ли перспектива за млад човек? Нема, само Скопје, значи. А перспектива е слаба. Со што се занимаваат твоите родители? Тоа се земјоделие, јас граѓевина работам и така. И тука некаде кон крајот на првиот дел од прошетката ни селото, да не останеме должни да кажеме дека во близина на Пчиња е познатата Бислимска клисура, атрактивна несекојдневна природна убавина која нуди мир и спокојство. Насред село е поставена табла за заштитниот природен резерват, која ќе ве упати по која патека да се движите за да стигнете дотаму. Бислимската клисура поради својот релјеф и недостапност е одлично место кое што ги собира и риболовците од регионот, кои трпеливо чекаат да уловат од речниот крап или мренат, ако не повеќе да се растоварат од секојдневниот градски живот. Првиот дел од приказната за ова преубаво село ја завршуваме тука. Но во вториот дел ќе следат уште неколку приказни за успесите на Пчињани.